Океј. Денес ќе зборувам за како да имаме работи. Малку и покасно почнав, така да ќе почнам со предавањето. И ќе прочитам една многу убава дефиниција од филозофот Хабард за одговорност. И вели за одговорноста. Вели вака. Вика, начинот на кој што да немате нешто е да го игнорирате, да се борите со тоа нешто или да се повлечете од тоа. Овие три нешта, игнорирање, борење со или повлекување, резултираат во немање. Но исто така резултираат во неодговорност за вакви нешта. Така да ние можеме да го дефинираме концептот на одговорноста, односно можеме да дефинираме одговорноста како концепт за тоа да бидеш способен да се грижиш за, да посегнеш или да бидеш. Гледате, многу ми се свија ова дефиниција за одговорност, затоа сакав да ја дискутирам вечерва со вас. Вели, па така ние можеме да дефинираме одговорноста како концепт да бидеш способен да се грижиш за, посегнеш или да бидеш, што е целосно спротивно од претходните три, кои што вика игнорирање, борење или повлекување. Игнорирање, борење или повлекување резултираат во немање. Поради тоа што гледате, за да добиеме нешто, ние мора да тргнеме негде напред. Со други зборови, мораме да бидеме, мораме да имаме цел, мораме да имаме визија. И ако ги игнорираме нашите цели, да речеме, или ако ги игнорираме луѓето, така, или ако ги игнорираме задачите на работа, нема да имаме ни работата. Ако се бориме цело време со тоа, сте виделе луѓе што се борат со све? Например, имате луѓе што се борбени во однос на нешто, ќе му кажеш да го коригира, не, он е управо, не, ама ова, не. Има луѓе кои што реагираат и негираат уште пред да слушнат нешто што треба да го коригираат. Сега, такви луѓе све знаат. Знаете, сум зборал за овој тип на луѓе, све знам. И тој е борец, тој се бори, ама на негативен начин борец, се бори против добро, он се бори против одговорност, поради тоа што знаете, многу му е тешко на човек да преземе одговорност. Уствари е лесно да преземеш одговорност, зашто тоа е единствениот начин да имаш убав живот. Ако преземеш одговорност за околината, ти колку повеќе се бориш со околината и игнорираш или се повлекуваш од околината, толку помалку ќе имаш. Но ако се грижиме за околината, ако биваме околината, со други зборови, ако сме одговорили за околината, ние ќе имаме околината. Не сега, што сакав денеска да зборувам, како да го имате нештото и како да го држите нештото, е само да бидете одговорни за тоа нешто. А што значи да бидеме одговорни? Да бидеме добри во смисол добри. Гледате, да бидеме добри кон некоја креативна и конструктивна цел, не само за нас, него и за околината која што е околу нас. А тоа значи да имаме обстаночен концепт, не само за себе, него да имаме обстаночен концепт за околината, цвеќињата да проживеат, животните околу нас да проживеат. Сте видели некојаш луѓе кај дојат некој човек околу вас, добар, позитивен, одговорен, кој што не бега, кој што има визии, има цели, ама за добробит на сите, све проживува околу него. Ете имате луѓе кои ќе дојдат, као ќе замамнат со едно магично раче и магично стапче и ги прават нештата околу нив да функционираат и да проживеат и идат во насока на обстанок. Све околу нив обстанува. И за жал имаш луѓе кои што се по-негативни по енергијава и не дека тој е крив или дека ќе му замериме на тој човек мора да работи на себе, за да се коригира, за да околу него почнуваат да пркнуваат работи, за да заживуваат работи. Поради тоа што имате неодговорни луѓе, ајде да сведеме неодговорноста на еден едноставен начин. Све околу него венее. Кога имаш човек околу него све што венее, тој човек не е одговорен. Одговорноста е поврзана со обстанок. Одговорноста е поврзана со живење. Одговорноста е поврзана со креација на добро, зашто ти можеш да креираш и лошо. Значи, одговорноста е поврзана со креација на добро. И само на тој начин ние ги имаме нештата. Но луѓето што прават? Они креираат и се добри и после тоа не се. Па ќе продолжат да бидат добри, па после тоа не се. Зошто? Поради тоа што него имаат извадено најдоброто од нив, кои што се стварно они, а тоа е доброто. И сега луѓето се трудат, после нешто ќе ги разочара, луѓето се многу брзи да бидат лесно разочарливи, ќе се разочарат, више одлучуваат да не бидат добри. Сте видели некој човек добар, ќе го изнервират. Не сум добар. 2 дена људ, 2 дена е лош. Он тоа не е. Не е он тоа. Ама добро е што е само 2 дена. Зашто имаш некој човек што е 20 години таков, како што он 2 дена, имаш луѓе што се цел живот такви, и околу тие луѓе не пркнува трева, не пркнува живот, не пркнува ништо. И сега што е интересно?
тие луѓе ќе ги убедат оние подобрите луѓе дека тие добрите луѓе уствари не се исправни и не се како што треба. Затоа што гледате, ако имате добар човек околу вас што е одговорен, он ве насочува во насока на вистина. И како знаете дека сте во насока на вистина? Многу едноставно е. Како знаете дека сте во насока на вистина? Ке разживеете, ке се пробудите, ке станете посрекни, ке станете по-добар, психички, умствено, секако, ке бидете подобри. Тоа значи дека сте во насока на вистина. Наједноставно да ви кажам, кога сте окружени со луѓе кои што се негативни, а негативноста е лага. Се луѓе окречат сега Жаре збори филозофски на тема лага. Да, затоа што зборам филозофски на тема лага, зашто лага не е, знаеш што, сметката беше 1200 денара, а таа била 800. Сега, тоа е лага, ама лага е исто така човек да е негативен. Зашто? Зашто душата во суштина е позитивна. Да, но во текот на животот, она насобрала некои негативности и сега душата станала негативна. Сега човеков, неговата енергија станала негативна. Ма ќе ви кажам, наједноставно зашто луѓето затемнуваат. Се зборувам за човек кој што затемнува работи околу него. Наједноставен пример да ви кажам. Ако некој ве убеди дека не сте добри, а вие знаете дека сте добри, или дека, не знам, ти знаеш дека убаво готвиш, или дека убаво, не знам, убаво можеш да одржуваш околината околу тебе. И ако дојдат тројца луѓе, четворица луѓе, еден по друг, да те убедат дека ти уствари не го правиш тоа најдобро, ама тоа е нивниот став, може не е вистина. Ти ќе затемнеш во твојата перцепција за околината, тоест ќе затемнеш како битие поради тоа што ти е дадена лага. Лага е искривување од нешто што е право. Ајде така да ја дефинираме лагата. Лагата е искривување од вистинска перцепција. Тоа е лага. Лага е искривување од вистинска перцепција. Зашто гледате сега, ако човекот те излаже цело време за тебе, не си добар, ваков си, за никаде си, едно, друго, трето, дури ако не ти помага во однос на твоите цели, замисли се ти имаш цел, имаш визија и околу тебе си собрал тим кој што не верува во твоите цели. Сега, тој човек што не верува во твоите цели, он не ја гледа твојата вистина, зашто твојата вистина не е само во реалноста, фактички, ево имам телефон, сега тука имам телефон, тука тоа е вистина, така? Океј. Сега, ама вистината за мене и во моите цели, во моите визии, што ја можам да направам, како ја гледам иднината, како се ја замислувам иднината. И сега замисли некој човек доаѓа, да, ама таа иднина не е возможна, тоа не е така, па ти кај живееш, па ти што се замислуваш, кај можеш ти тоа да го постигнеш сега. Он ти извртува твојата реалност, он ти извртува твојата визија, он ти извртува твојата желба за подобро утре и она што се случува, ти ја лаже твојата перцепција, ти ја лаже тоа што си ти. Ти ја лаже твојата вистина, зашто зборувам сега за ваша вистина. Зашто гледате, ви имате ваша енергија. Ја ако имам моја вистина, имам моја енергија, ако почнам да правам компромис со мојата вистина, поради тоа што некој ме убедил дека таа вистина не е возможна, јас ке затемнам како енергија, нема да видам светол како енергија. Нема да видам светол како енергија. Зошто луѓето што ја работат работата што ја сакаат, пред некој ден бев на една прослава каде што имав пријатели од средниот факултет и еден мој колега, пријател, ми вика, Жаре, ми каже еден комплимент, вика, те гледам, вика, ти не ме примети, ја те гледам, идеш по улица и си насмеан и кога никој не те гледа. И вика, тоа значи дека правиш нешто што е вистина. Ми кажа човеков концепт, ја не сум го не размислувал тоа и ја кога одам, обично сум насмеан поради тоа што, не знам, го сакаш просторот, ја сакаш Македонија, се сакаш работата, ќе излезам од работа на прошетка, како и да си насмеан затоа што си помогнал на некој човек. Но гледате, ако имате некој човек што се сака работата, он ќе е насмеан. Ако има некој човек што си има добри односи во фамилијата и све му функционира хармонично и како што му е неговата замисла, он ќе биде насмеан. Зошто? Затоа што е во сопствениот универзум, зашто е во сопствената реалност на како треба да биде. Ами имате некој човек кој што има позитивни соништа, кој што има убави визии, кој што има идеи, кои што се креативни, конструктивни. И ако е во околина каде што мисли дека не може тие да ги реализира, и се разочарал и вика, не е возможно да ги реализирам ја овие идеи поради тоа што тој ме кочи, она што се случува, тој човек ќе затажни и ќе се обесхрабри и ќе се огорчи и ќе ја затемни сопствената аура, со тоа ќе ја затемни сопствената енергија и фактички е во лага. Гледате, сите луѓе што се тажни, негативни, разочарани, тие се во лага. Во лага се. Затоа што лагата затемнува, лагата те искривува од светлината, тоа е лага. Лага е темнина. Сте виделе луѓе што се неетични, што лажат, што се неморални, тие се темни луѓе, тој не може да биде светол. Зашто? Затоа што душата е вистина.
А вистината во овој случај е опстанокот. Опстанок е вистина. Се ти ако опстануваш и ако си среќен и ако ти убаво, ти мора да си на некој пат на вистина. Ама ако ти не си во најдобра состојба, има некоја лага во твојот живот и дај да ја откриеме, да ја најдеме, би сакал ти помогнам, затоа што можеби лагата е дека не можеш. Некој те убедил дека не си добар. Немаш добра комуникација со околината, немаш добра комуникација во фамилијата, некаде има лага. Некаде има лага. И се гледате, таа лага ти прави несветлина, затоа што те збунува. Секоја лага збунува. Поради тоа што нема логика лагата. Ајде да ви кажам наједноставна работа. Замислете, имате брачни парови двајци. И сега, едниот и другиот почнале да кријат работи од еден од друг и почнувале да се лажат малку по малку еден со друг, што ги викаат они социјални лаги, не мора да бидат некои злобни лаги, ама и социјалната лага е лага и затемнува релацијата сама по себе. И сега, замислете, они одлучуваат дека ќе ја направат, ќе расчистат целата релација, ќе направат да биде добро, окей. Темни се, карани се скарале, окей. Замислете сега тие лаги се сите камењи, има 10 камењи у джеп. И едниот и другиот има по 10 лаги. И се викаат, окей, ајде да излеземе вистината на виделино, затоа што кога ќе извадиш ти вистината на виделино, ти ја расветлуваш ситуацијата и проблемот го снемува, затоа што не може да постои проблем во присуство на целосна вистина. И сега он ги вади, едниот маж ги вади 10 камења. Бум! Ега е ова. Женава вади 7. 3 останали у джеп. И се они со 17 камења е болја ситуација, болја е, подобро е, ама не е целосно расветлена. Зашто? Зашто 3 камења што женава ги држи у джеп, што неќе да ги сподели и каже, прават проблем во релацијата затоа што не е целосната вистина. И кога човекот ја нема таа целосна вистина излезена на маса, тогаш се не функционира како што треба. Ке се најдат други изговори и причини зашто нештото не функционира, но вистината е дека некој не ставил 3 камења на маса и тие 3 камења представуваат проблем. И кога ќе представат, кога ја немаме целосната вистина, почнуваме да имаме изговори, оправдани кои што ствари немаат логика, некако логични се, ама ствари немаат логика, секој знае дека немаат логика, поради тоа што е прикривање на вистината, оправдание. Секој оправдание некоја вистина прикрива, затоа што човек кој што е неодговорен, он за да ја оправда својата неодговорност, он ќе измисли оправдание, така? А одговорноста исто така една од дефиницијата на одговорност тука од филозофот Хабард е да признаеш дека си причинил нешто. Сега, ако човекот сака да признае дека причинил нешто, гледате, кога ќе признае дека причинил нешто, тогаш он нема што да крие. Нема што, затоа што лагата те тера да не си тука, а лагата те тера да мислиш подсвесно. Ма шо кажал, како кажал, па да скрие, па да не крие. И се колку повеќе човекот почнува да крие и колку почнува да лаже, неговото присуство во сегашниот миг не е тука. Колку повеќе он нема за што да мисли подсвесно и да крие, толку е потука со неговата аура и со неговото внимание и со неговата емоција, он е насмејан, он е среќен, он е ведар и он се чувствува добро. Со тоа што лагата не е само во однос на друг. И ова сакам да го запамтите, лагата е во однос на вас. Ако некој те убедил дека ти не си добар, не те бива и си ваков, онаков, ти си го прифатил тоа, ти се лажеш себе. Тоест, имало некој што се обидел да те лаже, и ти си ја прифатил таа лага, и таа лага во која што сега ти веруваш дека не си добар, дека не те бива, дека не можеш, дека не си храбар. Се таа лага тебе ти извртува урата, ти извртува твојата енергија. Таа светла енергија не е веќе светла, поради тоа што си купил лага. Си прифатил лага. Си прифатил нешто кое што не е твоја реалност. Имав еден лайф каде што зборував за етикети давање. Имате некои луѓе ќе те залепи со етикети. Ти си ваков, ти си онаков, ти си. И сега тие етикети наместо љубезно да ги вратиш. Знаеш што? Ова не е етикета за мене. Јас се извинувам, треба ти ја вратам поради тоа што не сум ја таков. Ова не сум ваков, ова не сум неодговорен. И ти ако ги вратиш тие етикети, нема си збунет. Ама ти си многу збунет поради тоа што имаш лажни етикети, погрешни укажувања, ваков си, онаков си, погрешни изјави кон тебе, у кои што ако 100 пати некој ти ја каже таа една изјава, ти ќе почнеш да веруваш дека е така, и после тоа затемнуваш, и после тоа не си тоа кое што си. Само затоа што некој друг не те гледа. Гледате зашто е проблем да сте со луѓе околу вас кои што не ве гледат во најдобро светло. Поради тоа што
Ако не те гледа оно најдобро светло, зашто релациите на почетокот функционираат гладко? Зашто мажот и жената или дечкото и девојката у тој период се гледаат еден со друг у најдобро светло. Он те гледа у светло. Не те го изразов. Вика, те гледа у добро светло. Да. Не мора он да каже добро, он те гледа у светло. И кога те гледа он у светло, ти си светол. Ама ако она те гледа у темно, затоа што она се разочарала, зашто она може би нема таа енергија, она те гледа у темно, ти нема да бидеш светол. Затоа што ако имаш тројца луѓе што те гледаат у темно, гледате, тројца луѓе те гледаат у темно, тројца се негативни околу тебе, ама они те гледаат у темно, или не мора тебе да те гледаат у темно, го гледаат животот у темно. Тројца го гледаат животот у темно, за никаде е тешко ева. Што и да зборат тие тројца? Ти нема да си светол. Зашто? Затоа што тебе ти треба светлина на патот пред тебе од други луѓе што го гледаат патот светло. Има ли некој човек што е лидер, а да не е оптимист? Ај кажете. Би му верувале ли на лидер кој што е песимист? Зашто не би му верувале? Па затоа што кај ќе те однесе, тој ќе те однесе у ендек. Ти знаеш дека тој ќе те однесе у ендек. Ајде го земеме овој пример. Ако вие не би му верувале на некој песимист за лидер, а нема лидер кој што е песимист, зашто лидерот го осветлува патот. А што значи тоа? Верба. Сега, ако имате вие некој човек што е песимист, би му верувале? Не. Па затоа не се верувате себе. Затоа што сте песимист. Сега, гледайте интересна работа. Сум зборил јас за оваа тема. Дури и песимистот е скриен оптимист. Скриен оптимист. Песимистот е скриен оптимист. Он потајно се надева, ама е скриен. Он верува дека неговиот клуб, односно се надева дека неговиот клуб ќе победи, ама он рекол, ќе изгуби, 3-0 губат, денеска 3-0 губат. И сега кога ќе приме неговиот тим гол, стварно вика, ете, знае. Ама он потајно кога ќе даде неговиот тим гол, ќе гледаш дека се насме. Сега гледате, проблемот е што е скриен оптимист. Зашто ти не можеш оптимизмот да го криеш. Знаеш, оптимистите може би ќе бидат скриени песимисти, ама тоа е болje да е оптимист отворен, а е скриен песимист. Зошто? Затоа што ти го криеш песимизмот. Песимизмот го ставаш у темница, а вака го криеш оптимизмот. Со други зборови, секојаш кога криеш, сте виделе на скала на емоции криење, е скроз доле на скалата на емоции има една дупка. Тоа е у некоја шахта влезен у темница некој, тоа е криење. Има на тонската скала, скоро прекрај надоле на тонската скала, има еден тон емоционален, се вика криење. Сега гледате, криењето на факти, лагашто е криење на вистина. Зашто ти кога ќе одбелоданиш вистината, ти шо правиш? Ти правиш светлина, затоа што нема веќе што да криеш. Сега гледате, кога имаш скриен оптимист, он го крие оптимизмот. Болje ти биди оптимист, може би си скриен песимист, ама ти ке си светол затоа што си скриен, си отворен оптимист. Видите, проблемот кај скриените оптимисти е дека не се отворени оптимисти. Сега, кога човек е отворен оптимист, он е оптимист, е не отворен. Сега, таа отвореност, што значи верба. Секој човек што е неотворен, он нешто сака да се заштити, а секој човек што е отворен, он е светлина. Светлина е. Затоа што е отворен. Много едноставно. Зашто има простор, има ризик, има верба, има надеж. А тоа е све отвореност. Сега, ако човекот е отворен оптимист, он е светол. И е високо по скала на емоции. Зашто? Отворен оптимист е, поради тоа што верува, и он е на патот на обстанокот. Он обстанува поубаво. Како се чувствува? Среќен се чувствува. Значи, тоа не е лага, чим ти си среќен. Кога имаш човек кој што е скриен оптимист, он го крие оптимизмот, а е отворен песимист, тој нема добар живот. Зашто? Затоа што отворен песимизам, песимум на латински е црно, или најлошо, а оптимист доаѓа од оптимум, што значи најдобро нешто. И сега, добро е обстанокот. Еве да ви дадам наједноставен пример. Сега не знам како е сега, ама порано ми текнува. Ви текнува ли каде имало проституција у Скопје? Така, порано беше, сега не знам дали е така, пред македонска телевизија, така? Ама таму темно или светло е? Еве, нека ви текне. Зборувам за Скопје. Темно или светло е? Таму е темно. Секаде кај што има светлина има етика. Затоа што, гледате, кратците не ќат светлина, зашто они сакаат у темнина, у мутно се лови, како викаат. Гледате, сега, ако имаш некој човек кој што е светол, тој обично има дадено ниво на етика во него.
Ама пак ќе кажам, етиката не е само во однос на други луѓе, затоа што луѓето погрешно некогаш зборуваат за етика. Знаеш што, ја него преварив него. Добро, ама ти се превари себе. Се преварил себе. А за себе ако се превариш, ти не гледаш дека тоа не е етика. А како си се преварил себе? Не си ги постигнал целите, тоа не е да се превариш себе. Не веруваш више во својот сон, тоа не е да се превариш себе. Си се откажал поради тоа што другите те убедиле дека не можеш тоа да тоа не е да се превариш себе. Ти си неетичен во однос на себе. Не е само не треба да си неетичен во однос на друг, да, ама не треба да си неетичен во однос на себе, зашто кога ќе станеш неетичен во однос на тебе, исто така си затемнет. Поради тоа што не веруваш во тоа што треба да веруваш. Поради тоа што во иднината, кога одиме, гледате како да ги смениме мислите. Некој луѓе, како да ги смениме мислите? Гледај, со исти мисли ти не можеш ништо ново да смислиш. Човек што има исти мисли, тој ништо ново нема да смисли. Затоа му треба некој друг човек што има по-оптимистички мисли. И затоа одиш ти кај совет, кај кој идеш за совет, ти не идеш кај него што е песимиста. Зашто? Ти инстинктивно знаеш дека тој нема ти даде опстанок. И секојаш идеш кај некој што е оптимиста. Затоа што он со неговите мисли ќе ти го даде по-правиот пат. Гледате, по-правиот пат ќе ти го даде човеков што е оптимиста. Зашто? Ќе ти даде по-добра насока за опстанок. Нормално е. Кога човекот иде кон неговите цели, он ги променува собствените мисли. Зошто? Зашто станува повеќе од тоа што е он. Затоа што има подобри мисли. Ама ако ништо не прави, седи у статус кво, у иста состојба, он уствари иде надолу. Он иде надолу. Не иде нагоре. Сега, поради тоа што зборам за одговорност. Гледате, одговорноста е да се грижиме за околината. Одговорноста е да ја сакаме околината. Одговорноста е да помагаме на околината. Сега, во дадени моменти имате многу луѓе кои што се многу реактивни, многу импулсивни, одма идат да кажат нешто, се тригерувани многу лесно. Ки избувне нешто. Видите, едно од дефиницијата исто така за одговорност од филозофот Хабард вика, прво е да признаеш дека си причинил нешто, ама другото исто така е вика способност да се воздржиш. Некојаш колку пати сте имале ситуација каде што си знаел дека не треба да кажеш нешто, затоа што тој момент не е ни момент, не мора да го кажеш тоа нешто. Зашто знаеш дека мушти ќе се нервира. Те копка да го кажеш. Преќути го, тој момент преќути го. Можда после во некој друг момент кажи го, ама те тера нешто да го кажеш тоа, така? Те тера. Се способно се воздржиш, исто така е одговорност. Не го кажувај тој збор во тој момент. Не избувнувај ти во тој момент. Биди способен да се воздржиш во тој момент. Од што да се воздржиш? Од некоја негативна креација, од негативен збор, од негативна комуникација. Воздржи се. Ама не можат луѓето да го направат тоа, поради тоа што го има тој реактивен ум. Сега, сум зборал за тој реактивен ум. Ајде да не зборам, тој реактивен ум е изворот на сите негативни мисли, негативни емоции, може да се избрише тој реактивен ум. Исто има книга од филозофот Хабард, се вика Дианетика, диенис, нетика е ум или душа. Дианетиката е книга која што мене многу ми помогнала, знам дека ја читав кога спремав кожно, 4-та година медицински факултет, татко ми кој што исто беше доктор, ми каже, не купи оваа книга, ја купив и толку беше убава, за време на кога спремав кожно, на пауза знам ја читав Дианетиката. Едве чекав да направам пауза од кожно да учам, да ја читам Дианетиката и после учев Дианетика и на паузи читав кожно, поради тоа што беше толку многу интересна. Знам дека имаше некој Black Friday натаму што се случуваше у петокот и знам дека Дианетиката е на попуст. Ја не ја продам Дианетиката, но секој кој што сака да ја купи може да ми пише порака, зашто знам дека имате попуст, па сакам да ви споделам поради тоа што многу ме прашувате за таа книга и неќев да ја воздржам таа информација и ја и сакав да ви најавам дека можете да ја купите со 20% попуст поради тоа што беше Black Friday, мислам дека продолжи попустот и во оваа недела, така да доколку имате интерес за да видите таа книга помага во тоа како да ги смените негативните мисли во позитивни, како негативната емоција да пренесете во позитивна, зборува и за психосоматски болести, многу на таа тема зборува и така натаму, и како да се подобри психата генерално и како да се сменат шаблоните негативни во нашата меморија, поради тоа што ние пресликуваме работи од минатото, тоа што сме го гледале, што сме го слушале, впрочем се себе саботираме со тој реактивен ум. Чисто како информација имате на попуст. Океј, се гледаме повторно у среда, имајте убава вечер, бидете одговорни, не се себе саботирајте, зрачете со позитивна енергија, ама тоа ќе го направите ако си верувате во вашиот филм. Сите мора да веруваме во нашиот филм, треба да е конструктивен, креативен, оптимистичен, обстаночен тој филм
И колку повеќе, затоа што имаше едно истражување, вика најважна енергија или најјака енергија, автентична енергија. Ама не можеш да си ти автентичен ако забораваш на тоа што сакаш да го постигнеш или си заборал на своите соништа или не веруваш според твоите идеали и принципи. Светлоста на денот сме ние. Поздрав, се гледаме повторно среда. Чао!